Значи, добар ден. Значи, денеска сме тука, на мостот на реката Варда, кај Башино село на влезот во Велес, заедно со градоначалникот на општина Велес и господинот Марко, заедно со деканот на Граđevinски факултет и професор на Граđevinски факултет, да направиме увид во градите работи на санација на мостот на Башино село. Можам да кажам дека сум задоволен од напредокот на санацијата на градите работи на санацијата на овој мост и би сакал да истакнам дека овој мост е многу важен за општина Велес, со оглед на тоа што ова е еден од двата главни влезови, ова е во западниот дел, значи влезот на општина Велес. Во основа на укажувањето на надзорот, кој што е под надлежност на ЈПДП, Едното предпријатие државни патишта испрати барање за мислење до Граđevinски факултет, кој што Граđevinски факултет изличито нареди да мостот да се затвори. Затоа има пред 2 месеци мостот беше затворен, што направи голем хаос во општина Велес. Меѓутоа, гледајќи дека овој мост долги години бил оштетен или во оштетена состојба, не се направила негова санација, мислам дека граѓаните има разбирање некаде за оваа постапка која што води јавното предпријатие државни патишта заедно со градоначалникот на општина Велес. Меѓутоа, со оглед на таквата состојба, ние побаравме штета на Граđevinски факултет, дали постои можност на некое времено пуштање со под одредени околности, така да мостот се направи тие подготовки и Граđevinски факултет со тие посебни услови ни дозволи да се води сообраќајот по една лента. Јавното предпријатие направи тендер, избра изведуваш, на кој што сега треба се санира овој мост. И може да кажам дека главната причина поради која што настанале овие оштетувања е поради протекувањето на водата од горниот слој на столбовите и на гредите на мостот. Значи немало добро хидроизолација или со тек на време таа била оштетена и од водата било оштетен и гредите и столбовите. Така да главните зафати се на гредите и столбовите. Гредите ќе бидат армирани како што видовте и со појачани на некој начин со ова армирањето на овие греди, а воедно и столбовите заштитени се со карбонска мрежа и воедно тие ќе имаат челична конструкција која ќе ги врзе столбовите едни со други. Така да ќе направи една, да речам, подсрста конструкција благодарение на решението на Граđevinски факултет и на господин Марковски. Се надеваме дека овие градични работи ќе завршат некаде 21 до 25 јуни, така да овој мост ќе биде пуштен во употреба. И да напоменам, ние правиме санација само на долниот слој. После тоа ќе треба да се направи санација и на горниот слој на патот на мостот, со оглед на тоа што треба да се направи на горната површина при заштита, па асфалтирање, правењето исто така на пешачките патеки, заштита и нивно санирање и со тоа до овој мост биде понатака решен многу постабилен и што се. Можам да кажам дека дополнително врз основа на укажувањата и на Граđevinски факултет и на општината, јавното предпријатие државни патишта распиша тендер за проектирање на нов мост. Кој може се види токму тука, значи гледано од постојниот мост па према Велес ќе биде тој. Проектот ќе биде готов крајот на мај, почетокот на јуни, потоа следуваат ревизии, тендерска документација и се надеваме дека некаде при крајот на месец јуни ќе го објавиме тендерот за изградба на новиот мост. Така да тој тендер ќе трае, не знам, 60 дена и очекувам, ако биде се во најдобар ред, ако нема жалби, ако нема повторување на постапки и слично, да некаде во септември избереме изведуваш и почнеме со градба, почетокот на септември, крајот на септември, со градба на новиот мост. На овој начин трајно ќе го решиме проблемот што го има општина Велес со мостот на Башино село. Практично сега ќе има 2 моста, тој ќе биде како помошен, резервен, не знам како да се изразам. При ова би сакал да истакнам голема благодарност до општината Велес, до градоначалникот на општина Велес, од целокупната
негова администрација и службите кои што се во општина Велес, а исто така благодарност до граѓанот на Свети деканот Марковски, кои што насебично се вложија за да направиме санација и да ни помогне со проектната програма за новиот мост. Исто така голема благодарност исто така до службите во јавното предпријатие државни патишта кои што работат на санацијата и на овој мост, и исто така до Министерството за внатрешни работи кое што ни даде огромна помош во рамките на нивните надлежности за сообраќајните режими, за регулирање непосредно со полицијата тука, за да би можело да овој преминувањето преку мостот биде безбедно. Еве, знаете, следот стрека немаше никакви инциденти, немаше никакви проблеми при движењето на граѓаните, така да помина се во најдобар ред, онака како што очекувавме. Така да очекуваме дека на крајот од месец јуни се зовеме тука поново и да кажеме дека овој мост се го пуштиме во целосно потреба, во двосмерно, заради тоа што сега се вози во едносмер со семафорско регулирање на сообраќајот. Кажете ми, господине, каде точно ќе биде мостот? Мост не ми може точно да кажам, меѓутоа овој мост ќе биде овде, од овде кај што стоиме сега, значи пред овој мост ќе почне, и на оваа страна ќе оди од другата страна. И се размислува и за решението за заобиколница околу Велес. Исто така, заедно сега со професорот ќе видиме, проблем е како да се премости железничката пруга, бидејќи околу 200 до 300 метра, мислам дека она што не недостасува за заобиколницата на Велес, ами тоа е дополнителна задача која што ја подајте се преведен за нас. Тоа е исто така на барање и на окружување на градоначалникот на општина Велес, господин Парков. Така да работиме на мостовите и можам да кажам дека мостовите се една од проблематиките, тоест една од објектите кои што видите во единиците, кои што се не им се обрнувало внимание во минатиот период. Така да ние имаме една истражување на кои што се истражени 1100 или 1200 мостови, од кои што 97 се детектирани како мостови кои што треба да се поправат, а од нив 19 како се поризични. За тие 19 веќе правиме проект, правиме технички решенија за санација на тие мостови и се надеваме дека тие решенија ќе бидат некаде во август, евентуално во септември готови. Тоа мислам дека е преку Светска банка, а после тоа ќе видиме за нивно приоритети во тие 19 моста, кои се приоритетите за да можеме тие мостови да ги ставиме во програма, да ги буџетираме со Министерството за транспорт и врски. Значи би сакал исто така да искажам благодарноста и до министрот господин Александар Николовски и до премиерот Христијан Мицкоски, кои што ни дават целосна поддршка во реализацијата на овие проекти. Така да се надам дека тие 19 мостови ќе бидат ставени во програмата и ќе најдеме начин како тие што помогат да бидат реконструирани. И да напоменам уште нешто, бидејќи дека долго, да ми извините, ние истовремено правиме санација на уште еден мост, а тоа е мостот на излез од Гостива према Кичево на реката Вардар. Имавме проблем, устари немавме проблем, туку не можеше се отпочне санација бидејќи Бекстов Јенков го користеше под мостот патот, тоа го решивме после 2 до 3 месеци и веќе почна поново активно да се работи на санација на мост, и тој знаете дека е една од главните артерии со западниот дел на Македонија и затоа обрнуваме посебно внимание. Благодарам.